Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Председателот Обама ќе означи крај на борбените операции во Ирак. Силниот ураган Ерал ги мина Карибите и се заканува на САД. Започна ископување за спасувањето на чилијанските рудари кои повеќе од 2 недели се наоѓаат заглавени во рударско окно. Започнуваме со најновите вести. Председателот Барак Обама се подготвува да го одбележи завршувањето на американските борбени активности во Ирак, 7 години по инвазијата на оваа земја под воство на САД. Обама во американската воена база Форт Блис во Тексас ќе се сретне со војниците кои беа стационирани во Ирак за време на мисијата. Во војната загинаа преку 4400 припадници на американските сили. Веднаш потоа председателот ќе се врати во Белата куќа, од каде ќе се обрати до нацијата објавувајќи го официјалното завршување на борбените операции и новата советодавна улога на американската армија во Ирак. Жителите на Порто Рико и британските девствени острови искусија поройни дождови и силни ветришта, додека моќниот ураган Ерал го погоди северниот дел на островите и се приближува кон Соединетите американски држави. Властите предупредија дека невремето може да предизвика поплави и лизгање на земјиштето во регионот. Инженерите во Чиле започнаа со процесот на дупчење на отвор, низ кој би се ослободиле 33-цата рудари заглавени во рудникот за злато и бакар веќе 3 недели. Чилијанскиот министер за рударство Лоренс Голборн предупреди дека спасувачките напори може да траат 3 до 4 месеци и покрај проценките од некои инженери дека евакуацијата би се реализирала за двојно помалку време. Соединетите американски држави денеска на формална церемонија во Багдад ќе означат крај на борбената мисија во Ирак, со што ќе го продолжат војното присуство како советодавна и обучувачка сила во поддршката на ирачките безбедносни сили. Напорите ќе продолжат се до крајот на следната година, иако има сериозни прашања. Што потоа? Американските борбени единици неодамна почнаа да се повлекуваат од Ирак, со што нивната бројка се намали под 50.000. Оние кои останаа ќе служат како советници и во така наречени бригади на поддршка. Нивна основна цел – обука на ирачките сили да се оспособат самите да ја одржуваат безбедноста на земјата. Генералот во заминување на американските сили во Ирак, Рей Одиерно, вели дека ирачаните се подготвени, но дека се уште ќе има голем број американски војници кои ќе ускокнат во случај на итни потреби. Се уште може да помогнеме на терен доколку има потреба и доколку ирачаните тоа го побараат од нас. Генералот Одиерно вели дека ирачаните треба да ги подобрат антитерористичките капацитети до крајот на следната година, но изрази резерва дека рокот ќе се испочитува. Пензионираниот генерал полковник Джеймс Дубик во тој контекст вели: Наш стратегиски интерес е стабилен Ирак кој ќе биде подемократски и репрезентативен, но Ирак пријателски расположен кон САД и западните сојузници. Майкл О. Ханлон од институцијата Брукингс вели дека потребите на ирачаните ќе се зголемат кон крајот на следната година, кога со билатералниот безбедносен договор сите американски војници треба да заминат. Армиите од двете страни верувам дека ќе се договорат за продолжување на професионалните врски уште некое време. Сепак Дубик додава дека било кое барање за продолжување на присуството на американските војници во Ирак по 2011-та мора да дојде од ирачките лидери, а такво нешто не се очекува пред Ирак да формира нова влада. Не стивнува силното противење на изградбата на исламски центар на 2 улици од локацијата во Њујорк која е позната како Ground Zero, местото на терористичките напади од 11 септември 2001. Критичарите велат дека со изградбата се изразува непочитување за жртвите и нивните семејства, кои на тој кобен датум загина од исламски екстремисти. Но во градот има бројни други џамии каде редовно се одржуваат верски служби. Денес ве водиме внатре.
Член од Албанскиот исламски културен центар на Стетен Ајланд напамет рецитира стихови од Коранот. Околу 2000 албански семејства присуствуваат на верски обред во Петоците. Имамот Тахир Кукај објаснува зошто е изградена џамијата. The numbers of Albanians and Muslims increasing. Бројот на албанци и муслимани се зголемува. Албанците имаат своја џамија каде ги извршуваа молитвите, која се наоѓаше на улицата Ван Дасен. Тоа беше мала куќа, не беше доволно за потребите на нашата заедница. Кукај вели дека членови од верските собори соработуваат со локалните цркви и синагоги за хуманитарни активности како давање крв, летни кампови за деца и помош на стари лица. Во Њујорк има повеќе од 100 џамии. Помали конгрегации како египетската џамија на Стетен Ајланд користат пренаменети домови. Имамот Али Аба Шакур Мохамед подвлекува дека изградба на џамија како и на секоја зграда мора да се координира со локалните власти. إن شاء الله أتوقع في الفترة المقبلة بإذن الله تعالى. Со Божја волја во иднина, ако собираме средства, ќе можеме да градиме повеќе џамии, согласно американските закони. Джерелин Доц е автор на книга за џамиите во САД. Меѓу постоечките џамии е една на неколку улици од предвидениот исламски центар во близина на Граунд Зиро. Но оваа не предизвика протести во јавноста, како за најновата која се уште се наоѓа во фаза на планирање. A building's ability to elicit emotion actually. Ние во Њујорк им даваме големо значење на зградите. Ги правиме символи на начин што не е случај во други места. Доц додава дека најважни елементи во било кој објект не е градбата, туку луѓето кои посетуваат. Новите показатели се спротивни на првичните проценки. Американската економија расте со побавно темпо за периодот меѓу април и јуни. И покрај незначителното намалување на невработеноста, бизнисите и натаму предпазливи при вработување нови работници. Се помалку американци купуваат домови. Гледајте утре во News Flash. Утре во News Flash, бруто домашниот производ на САД во вториот квартал пораснал незначително, а американската економија треба да расте по околу 3% за да одржи растеж на стапката на вработеност. Гледате во утрешен News Flash. Го гледавте News Flash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете ја нашата веб страница glasnaamerika.com. Пријатна вечер. Се гледаме.